Државните институции и иницијативата Стоп за Вардариšte постигнаа договор за решавање на горливиот проблем со депонијата што го задуши Скопје. Министерството за внатрешни работи, Министерството за животна средина, скопските општини и градот Скопје заеднички ќе работат на целосно решавање на овој проблем. Посредбата во просториите на МВР министерот Панче Тошковски изрази задоволство што конечно се гледа разрешница за проблемите со дивите депонии. Според него се гледа дека се преземаат активности од страна на надлежните институции пред се за откривање на оние кои прават кривични дела. Краткорочно можат да дадат резултат, но секако долгорочно нема да го решат проблемот. Од типот на 24 часовен надзор на лице место на самата локација од страна на соодветни агенции кои што се грижат за безбедноста на предметниот простор, од надзор од страна на Министерството за внатрешни работи, дронови кои што ги користевме. Договорено е да се формира координативно тело во кое што покрај надлежните ќе учествуваат и представници од Стоп за Вардариšte со цел што побрзо разрешување на проблемот. Представниците на иницијативата се надеваат дека она што било договорено ќе биде и остварено во пракса. Навистина нашиот труд верувам дека вроди со плод. Се надевам и дека тоа ќе го видиме во пракса и дека конечно ќе се реши трајно проблемот со Вардариšte како еден од загадувачите во Скопје. Тошковски кажа дека во моментов се преземаат активности за краткорочно решавање на проблемот, но мора поактивно да се работи со цел овој простор веќе да не биде опасност за Скопје. Да имаме еден мултиинституционален пристап за да конечно за некоја година од сега таму видиме еден убав парк, како јас лично се прашувам, на кој што би требало да му претходат и текако активности во насока на ставање, расчистување на тоа земјиште од. Инаку иницијативата бара депонијата која го загадува воздухот пред се во аеродром и Гази Баба да биде целосно затворена, да биде физички обезбедувана и оградена, да се престане со одложување на отпад, да бидат поставени камери чии снимки ќе може јавноста да ги гледа, како и селување на нелегално населените луѓе и нивно згрижување на друга локација.